Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме се разбира и ова вечер да бидеме во заедништво со Таткото, Синот и Светиот Дух. Така да, почитувани, ви посакувам навистина една убава и благословена вечер и нека навистина Божиот Дух, нека тој Христов Дух, нека Светиот Дух биде меѓу нас. Се разбира, по воља Божја сме тука заедно оваа вечер да можеме навистина да го слушнеме Словото Господово, како што напоменав во многуте емисии, и ова вечер сакам да напоменам и сакам да се запрашаме сите заедно, дали навистина ние припаѓаме на тоа Христово стадо, кој пастироначалник е самиот Господ Исус Христос. Затоа што Библијата вели дека моите овци го слушаат мојот глас и врваат по мене. Дали сме дел од тоа Христово стадо? Библијата вели дека сите кои поверуваа во Исуса Христа, Бог преку милоста Божја, преку Христос им даде можност да бидат дел од тоа Христово стадо. Така да, тоа прашање е лично прашање и верувам дека прашање кое што барем оние кои што се уште немаат одлучено, немаат направено избор, еве му можност да направат избор, затоа што крај на крај сите нас не засега оваа прашање, дали ние припаѓаме на тоа Христово стадо, затоа што само Христовото стадо ќе биде дел од Царството Божјо. Но ова вечер нема да зборуваме за тоа стадо, кое е клучно и многу важно, ова прашање за сите нас. Вие знаете дека серија предавања имавме околу раѓањето на Исуса Христа. Всушност почнавме од ова 2023, точно од 7 јануар, да зборуваме за Исусовото раѓање на оваа земја. И видовме многу работи. Но сега ќе зборуваме исто така за Христовото воскресение. Христос воскресна, навистина воскресна. Се надевам дека оваа вечер ќе биде посебна вечер, затоа што ќе зборуваме и ќе дадеме одговор на повеќето прашања кои што се вртат, се разбира, околу Христовото воскресение. Прво, дали навистина Христос воскреснал од мртвите? Второ, дали е вистина и дали е важно? Пред да преминеме како одговор на сите овие прашања кои што ќе ги имаме, јас сакам да прочитам еден текст кој се наоѓа во Евангелието на Јован, всушност тој е 20 глава, ќе читаме од 1 па до 10. И еве што ни вели Словото Господово. Во првиот ден од седмицата, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде кај Симон, Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше и му рече: го дигнале Господа од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдеа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и прв стигна или дојде до гробот. Кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои, а крпата што му беше на главата негова не стоеше кај повојот, туку одделена, свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот и виде и поверува. Зошто уште не ги знаеа писмата дека тој требаше да воскресне од мртвите.
И тогаш учениците се вратија дома. Интересен настан и интересна се разбира случка. Толку многу нешта зависат од одговорот на оваа прашање. Дали на вистина Христос воскреснал, се разбира, од мртвите? Прво, веродостојноста на Библијата. Еве ќе прочитаме неколку стихови кои ни се дадени, се разбира, во Светото Писмо, по прашање на веродостојноста на Библијата. Ако даде Господ во нека од наредните емисии, точно ќе зборуваме по оваа прашање. Затоа што најголем број луѓе си го поставуваат оваа прашање, по прашање на веродостојноста на Библијата. Голем број луѓе смета дека таа си противречи и дека не е исправна и дека оваа Библија која ние ја читаме не е исправна. Но според некои факти, според некои сознанија, можеме да видиме дека има повеќе од 2000 преводи на Светото Писмо Библијата. Но оригиналните списи, оригиналната Библија е напишана, Стариот Завет е напишан на староарамејски јазик, а Новиот Завет е напишан на старогрчки јазик, кој не. И ние денеска ги имаме преводите. И фала му на Господа што можеме, се разбира, да се служиме со овие преводи. Ја длабоко верувам дека и оние кои што ги преведувале списите, без разлика на Стариот и на Новиот Завет, биле инспирирани и со дозвола на Бога биле преведени. Па и Библијата која ние имаме е, се разбира, со дозвола Божја. Но еве ќе прочитаме два клучни стихови кои што се наоѓаат во Новиот Завет. Ќе отвориме во 2 Петрово, значи 2 Петрово, 1 глава, 21 стих. Еве што ни вели Библијата. Зашто никогаш, според човечката воља, не е изречено пророштво, туку светите Божи луѓе, кои биле или кои зборувале и кои биле потекнати од Светиот Дух, ги запишале нештата. Потоа можеме да видиме исто така до Тимотеј, апостолот Павле точно му зборува на младиот човек Тимотеј по прашање на веродостојноста на Светото Писмо. И еве што ни вели второ послание до Тимотеј, 3 глава, ќе го прочитаме 16 и 17 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршен, подготвен за секое добро дело. Повторно гледаме двајцата клучни апостоли кои ни ги објаснува Библијата, тоа е апостолот Петар, а потоа и апостолот Павле. Зборуваат дека целото писмо е од Бога дадено. И тука се е јасно по оваа прашање. По прашање на веродостојноста на Библијата. Бог е автор на Библијата. Таа е инспирирана преку Светиот Дух. Исто така, по прашање на веродостојноста, најдобро тоа ни го потврдува точно така воскресението на Исуса Христа. Ние во некој од наредните емисии ќе зборуваме како Стариот Завет зборувал точно за доаѓањето на Месијата, меѓутоа и за воскресението и страдањата и распетието на Месијата. Потоа, дури самиот Господ Исус
зборувал за своето воскресение. Зборувал пред толпа на луѓе. Па дури и ова нешто го зборувал во тоа време пред вероучителите, како што Библијата ни ги запишува фарисеите и книжниците. Оние луѓе кои го воделе народот Божи во тоа време, во време на римската окупација. Исус му вели: урнете го овој храм, јас ќе го изградам за 3 дена. Точно зборуваше за неговата смрт и за неговото воскресение. Сите 4 евангелија го опишуваат Христовото воскресение. Матеј, Марко и Лука го опишуваат Христовото воскресение. Доколку добро ги анализираме работите и забележиме, ќе видиме дека Матеј, Марко и Лука го опишуваат раѓањето на Исуса Христа. И затоа тие 3 евангелија се синоптични или исти евангелија кои го опишуваат раѓањето на Исуса Христа. И така отпочнуваат. Меѓутоа, евангелието на Јован не го опишува раѓањето на Исуса Христа. Но 4 евангелија зборуваат точно околу воскресението на Исуса Христа. Така да, кога Стариот Завет зборува, каде Бог зборува преку пророците, веќе во Новиот Завет гледаме како тоа нешто благовремено го исполнуваат Месијата, го исполнуваат Исус Христос. И тука нема место и простор да размислуваме дали Библијата е веродостојна или таа си противречи за сите тие нешта кои што ги среќаваме во Библијата. Ние ќе зборуваме во иднина која напиша Библијата, колку било потребно време, колку се веродостојни доказите, настаните во Библијата и така натаму и така натаму. Но ова емисија, како што реков, и останатите емисии, како што ги посветивме за раѓањето на Исуса Христа, за Месијата на овој свет, и видовме преку целото свето писмо, од првата книга на Мојсе па се до книгата Откровение, така со Божја помош во сите овие наредни емисии, кои што ќе ги имаме пред нас, нема да кажам колку емисии ќе имаме, зависи колкава ќе биде потребата и толку ќе зборуваме. Може би ќе видат 2, 3, 5, 10 емисии, зависи, ние ќе зборуваме точно за Христовото, се разбира, воскресение. Зошто? Затоа што Библијата вели дека Христовото воскресение е камен темелник или клуч на верата, врз кој што, се разбира, е изградено целото христијанство. Кога зборуваме за Христовото воскресение, мораме да рачистиме една важна работа. Денеска постојат 3 групи на луѓе кои зборуваат по прашање на Христовото воскресение. Дали е вистина и дали е важно. Голем број на луѓе веруваат дека Христос воскреснал од мртвите. Тоа е првата работа. Втората работа е голем број на луѓе се оние кои никогаш на оваа случка или на оваа случка некогаш гледале како мит или бајка. А најголем број на луѓе кои никогаш ова нешто не го сватиле или не го разбрале сериозно. Значи, постојат 3 групи на луѓе кои што гледаат врз воскресението на Исуса Христа. Но реков, толкому многу нешта зависат од одговорот на оваа прашање. Дали навистина Исус Христос воскреснал, се разбира, од мртвите. И затоа реков дека сето ова зависи од тоа дали Исус е жив или пак неговото тело никогаш не го напуштила гробот или не го напушти гробот. Се разбира, ако даде Господ, во некој од наредните емисии ќе можеме да зборуваме повеќе и ќе зборуваме за Христовото воскресение и ќе видиме колку е многу важно и колку е клучно за црквата и за верата во живиот Бог.
Затоа имајте пријатна вечер, Господ нека биде со вас и ако даде Господ, се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.